Почитувани гледачи, 17 часот, време за уште еден, односно трет блок отворено студио 1 и овој пат исто така имам една навистина интересна тема, односно станува збор за тоа каква вода пијат жителите на Скопје. А исто така да напоменам дека ќе имаме и отворени телефонски линии, па доколку имате некаков проблем или пак слично можеби да дадете некаков коментар, слободно може да се јавите кај нас. Значи денешен наш гостин е токму директорот на јавното предпријатие Водовод и канализација Душко Весковски, па најпрво добре дојдовте во нашата емисија Отворено студио 1. Добар ден и благодарам на поканата. Така, и вака значи ние би почнале од почеток. Според вас, колку скопјани дали имаат среќа, дали на вистина пијат чиста вода? Па добро, ова е прашање кое што провеува во јавноста. Скопјани пијат беспрекорно чиста и квалитетна вода, со идеална комбинација на катиони и ањони. Тие што познаваат хемиски состав, веројатно добро ќе ме разберат. Едноставно имаме благодет да имаме чист природен извор кој што го има моментално извориштето Рашче и каде што преку планината Жеден, по гравитационен пат, водата стигнува до Скопјани, односно до граѓаните на Скопје. Добро, еве, како се вршат анализите на водата за пиење, кога водата е чиста, кога не и слично? Ако може повеќе околу тоа да ни објасните. Да, значи моментално лабораторијата која што функционира во рамките на јавното предпријатие Водовод и канализација е една од најсовремените во државата, да не кажам и најсовремена. Редовно имаме испитување на 36 редовни мерни единици, односно редовни мерни центри каде што земаме анализи на вода и 50 мерни станици каде што периодично земаме анализи на квалитетот на водата. Од сите анализи ни говорат дека немаме некои посебни отстапувања во квалитетот на водата и тоа е благодетот кој што го има овој извор, а тоа е дека постојано не памтат можеби и некои повозрасни граѓани паметат дека квалитетот на водата е единствен, односно непроменет. Тоа е убавината која што имаме. И она хемиска реакција која што според оние кои што работат во лабораторија, со мене разговараат секојдневно и со директорот разговараме, ни ми велат дека оној идеален состав на хемиски реагенси кој што е внатре во водата е идеален за нормално функционирање на телото, односно за нормално функционирање на граѓаните во Скопје. Споменавте одстапување од параметрите, нема големо од мерење до мерење. Дали на дневна база се вршат тие мерења и дали некогаш се случило да има поголемо одстапување? Можно е, кога имаме некои малку поголеми дождови, можно да се случат некои промени во составот на водата, но тоа граѓаните на Скопје не треба да ги загрижува. Тоа е многу редок случај, се случува еднашка можеби во годината, но ние веднашка превенираме, имаме станица во Кондово каде што вршиме хлорирање на водата со гасен хлор, каде што веднашка според законските рамки од 0,2 до 0,5 мг на гасен хлор се внесуваат на одредена кубикажа на вода, со што буквално граѓаните не осеќаат можеби квалитетот на не може да остане дали е таа нешто, дали имало нека промена во неа или не. Најчесто доколку ја отфрлиме оваа законска рамка на хлорирање, верувајте дека извориштето е толку природно чисто и толку е квалитетно што и без хлорирање слободно може да биде доставувано до граѓаните на Скопје. Дали ако се извади хлорот постои можност за некој? Апсолутно не. До сега не сме имале случај, значи доколку не беше оваа законска рамка каде што мораме според закон да хлорираме, слободно можеме водата од изворот Рашче директно да ја спроведеме до граѓаните на во градот Скопје. Значи единствен третман кој што го добива вода е само хлорирање, ништо друго. Гасен хлор и тоа само во законските рамки во минималниот дел 0,2 мг. Значи тоа никаква друга превенција, односно третирање на водата. Добро. Многу мина не веруваат во квалитетот на водата за пиење во Скопје. Може да се прочита на интернет дека не е чиста, дека има многу бигор, дека е тврда водата, па препорачуваат да се купува флаширана вода и некои се за тоа за, некои се против. Дури некои дома поставуваат филтри со надеж дека ќе запрат нешто што имало во водата. Оправдано ли е тоа? Апсолутно не.
апсолутно не. Се верувајте, многу ќе бидам искрен со вас пред да стапам на функцијата директор во јавното предпријатие. Ја мислев дека толку видам во чашата бело, дека тоа представува многу хлорирана вода и ред други работи. Но кога навлезете малку во проблематиката, ќе видите дека всушност тоа се работи воздух во цевката. Доколку веднаш кога пуштите од вашите чешми вода и во одреден момент имало некој проблем, можеби некој дефект на цевководниот систем, кај вас во чашата ќе ви се појави бело. Тоа бело е кислородот кој што полека излегува од водата и после одредено време останува чиста. Безпрекорна е водата, чиста, квалитетна, никакви филтри не треба. Напротив, тврдата вода се препорачува и во некои диетарни цели. Значи, доколку говорите со некои луѓе кои што повеќе можеби се навлезени во оваа проблематика, а кои што работат во нашата лабораторија, многу подобро би ви го објасниле целиот овој состав на водата, но верувајте дека никаква анализа, никаков посебен третман не е потребен на водата. Буквално скопјани и жителите, граѓаните на градот Скопје треба да се гордеат поради тоа што освен можеби од оние кои што ги имам јас анализи во мојата канцеларија, освен Виена, не знам кој друг град во Европа, да не збориме и некаде и подалеку, има можност да има свој извориште, свој извор, природен извор, директно преку планината Ж1, преку изворот Расче 1 и каптажата во Расче 2, водата се водоснабдува по гравитационен пат до граѓаните на градот Скопје. Значи ретко кој град освен Виена имаат можност да пијат здрава, чиста, квалитетна вода од извориштето. Да, Скопје и Виена постојано се споредуваат за квалитетот на водата. Еве го кажавте тоа, претпоставам дека и други градови во Европа имаат природни извори кои што може да се користат за пиење. Па од моите информации пред една година бевме на посета во водоводот во Љубљана, они буквално се водоснабдуваат од бунари. Бунари на подречјето на цела Љубљана. Они им вршат некој посебно третирање на водата преку хлорирање, но со посебно зрачење. Тој процес не е потребен кај нас. С разлика од другите градови, ние имаме безпрекорно чиста вода. Значи не треба никој од овие хемиски процеси, физички процеси да се извршуваат за да се врши некој третман на водата. Значи имаме малку повеќе среќа од другите жители. И многу помалку труд треба да вложите да ја донесете водата од изворот. И помалку трошок, за да бидам искрен. И многу помалку трошок. Да. Освен она што е законски во нашите законски рамки. Еве јас ви прашала во однос на цевките кои што се и постари, дотраени, дали тие може би влијаат некако врз квалитетот на самата вода? Да, многу луѓе ме прашуваат и со вакви прашања. Имаме посебна анализа, работиме заедно со градот Скопје, но заедно со општините на подречјето на градот Скопје, каде имаме постари цевки, каде треба да се направи реконструкција. Тоа е обврска на нашето јавно предпријатие. Значи, ние вршиме реконструкција и обнова на цевководниот систем. За новите линии, за новите водоводни мрежи, канализациони мрежи, тука помош добиваме од страна на општините градот Скопје, каде што под наш надзор, подоцна ние ги превземаме овие цевководи во наша надлежност. Од моите последни истражувања кои што ги имам врз квалитетот на водата, ни говори дека во Скопје имаме некаде околу 70% е покриена градот Скопје со лиено-дуктилни железни цевки, каде што значи тоа е вака по народски кажано? По народски кажано, тоа значи дека безпрекорни цевки, во најсовремени цевки кои што постојат во земјава, но и во странство, а се користат за водоснабдување. Значи тоа се перфектни цевки кои што се поставени на подречјето на градот Скопје, кои што ги водоснабдуваат граѓаните на градот Скопје. Од онаа фама која што можеби ги заплашува скопјани, колку се останати азбестни цевки. Тоа морам да ви напоменам дека имаме некаде околу 8% на подречјето на градот Скопје се останати азбестни цевки кои што се планираат. Се точно не можам да ви кажам, но подетелно ги имаме ние во нашите анализи, ги ставени се во планот за реконструкција. Колку километри? Азбестна 8%, значи некаде е, па претпоставам дека тоа е некаде околу не повеќе од 1000 километри, не, некаде малце од 500 метри водоводна мрежа, која што треба да се замени за и тие 8% да исчезнат буквално од подречјето на градот Скопје, но повторно ќе ви кажам, азбестна цевка не представува проблем за
за пиење. Квалитетот на водата. Најголем проблем се јавува кога имате дефект во однос на таа азбестна цевка и веднаш треба да го санирате, кога ја сечете буквално цевката за да поставите нов приклучок, нов елемент, прашината која што искача од таа цевка е таа вела дека е азбестна прашина. Затоа планираме во наредниот период овие 8% да ги замениме и едноставно да имаме една целосна нова слика за подрачјето на градот Скопје и за водоводниот систем. Да. Господин Весковски, пред да продолжиме со разговорот, од режијата ме информираат дека имаме гледач, доколку се слушаме, повелете со прашањето. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало? Ве слушаме, повелете. Граѓанка од населба Топанско поле. Владе? Пред еден месец ми се случи, држев вода за пиење, пошто беше ладно, држев вода во шише, миено и чистено, нормално, на собна температура. Пред крајот на денот, повторно за да го наполнам шишето, од оздола имаше зелен талок како од темперна боја. Тоа беше недела, утре керката го однесе во институтот, не знам таму каде поточно, ја шетале од портирница, оди кај Илинка, оди ваму, оди таму и на крај од револт, зашто за жал кај нас се уште не може да се оправат работите додека не се прошетат по сите шалтери и завршила теглата во контейнер. А ја имаме објавено и на Фејсбук. Господинот Душко, господинот Душко, што сега баш зборува дека Скопје е најчиста вода, просто ме изиритира и затоа се јавив. Добро, благодариме. Како ова да го направиме? Ако треба, сликата на Фејсбук се уште ја има, керката од телефонот, дури ми имам раката моја како ја размачкувам, го размачкувам талогот. Ве молам. Ако остави потоци, веднаш ќе испратиме екипи. Ве молам. Што ако флучето мое би се напило? Добро. Што понатаму? Океј. Ајде, јас сум стара возрастна, не сум толку стара, меѓутоа добро. Ако веќе излегуваат надвор на јавност, во јавност и кажуваат дека водата е чиста, значи на вистина треба да се сигурни и да кажат дека водата е чиста. Господјо, ви благодарам за Молам. вашето јавување. Молам. Душко, дали имало вакви слични случаи? Ситуации. Прв пат слушам од господјата. Значи, автоматски кај нас имаме и дежурен центар, 24 сати работи, имаме лабораторија која што работи истовремено. Слободно, значи господјата баш ми е жал што не го остави својот име и презиме и точната локација каде што живее. Ние веќе утрешниот ден ќе испратиме екипи каде што точно од незиното подрече ќе земеме примерок на вода и верувајте дека потребни не се само 18 часа за да имаме безпрекорен резултат. Таа е една посебна метода која што се прави само во лабораторијата на јавното претпријатие водовод и канализација и за 18 часа сите хемиски анализи ќе ги имаме на располагање, ќе бидат доставни на вас гледачи. Жал ми е што не го остави незиното име и презиме и местото каде што живее, но не го остави контакт во режија. Ја повикаме пак, Ја веднашка дека се уште не гледа да се Така, јави повторно и да го информации, Во текот на утрешниот ден ќе испратиме наши екипи, ќе земат веднашка примерок на вода и веднашка ќе го испитаат. Тоа ви го ветувам. Во ред, докаде е сателитското снимање и мапирање на водоводната мрежа која што претпоставам требаше да се направи со странска компанија? Да, многу покомплексен случај е тој. Извршивме сателитско снимање на подрачјето на градот Скопје. Утврдени се 237 дефекти на цело подрачје на градот Скопје, односно места каде што имаме протекување на водата. Како земја која што е кандидат за членка во Европската Унија, ние мораме овие регулативи да ги поправиме, односно мораме да дадеме свој допринос во онаа загуба на вода која што не се јавува во нашиот систем. Затоа и ова фирма преку јавен тендер си беше ангажирана. Се работи за фирма која што врши сателитско снимање, каде што буквално закупувате сателитски одреден простор. На подрачјето на градот Скопје се утврдија 237 дефекти, каде што досега по завршеното некаде околу половината се веќе санирани од наша страна.
во наредниот период ќе бидат санирани уште половината и веднаш кога преминуваме во една втора фаза која што треба да продолжи. Тоа се она подрече црвени зони кои што ни го дава сателитот, каде што во близина во радиус од одредени метри вие имате протекување по разни причини. Може да биде дефект на цевководната мрежа, може да биде дефект на вентилот или ред други работи, едноставно ќе треба да го проверите и санирате. Голем интерес од кај гледачите на оваа тема. Имаме уште двајца гледачи кои што чекаат да ги вклучиме. Може да ги вклучиме еден по друг. Режија, доколку се слушаме, повелете, да. Ало? Господјо, ве слушаме, повелете. Овде ве гледам жител на Козле. Во Козле до Гранит хотелот. Јас ја поздравувам емисијава, го поздравувам и господинот директор. Не е од сега ова, значи не е од година-две, па вие да сте виновни. Него ова е, бидејќи е стара мрежава, аз се разбирам во тоа, затоа што работе во Гранит, се разбирам во тоа, цевките се стари. Нон-стоп има дефекти. Јас живеам на приземи. Сето ова што предходната гледачка го кажа, земала, однела. Јас се јавив во водовод, си дојдоа, за пола саат дојде. Господинот си зема мустра од една чешма, рече, која пиете вода, од садоперот, зема вода, однесе ја испита, сега чекам резултати. Кај нас е проблемот долгогодишен, значи не е сега. Имаме многу бигор. Денеска на машината за перење, мајсторот ве платив 3.500, греачот само од бигорот се пукнал. Значи, имаме многу бигор и некој пат кога има кварови, дури камчиња паѓаат, ние знаеме, си ја прочистиме водата, пумпата, едно друго се. Јас ме молам, бидејќи е стара инсталацијата, не сте вие виновни. Виновни сте, вие сега превземате. Предходно беа градоначалниците, значи секоја улица која ќе реконструира, нека реконструира и водовод, и атмосферска, и фекална. Ние до скоро Козле, да нема атмосферска, а лијат води од озгор. Значи, ја не кажувам дека вие за една година или две ќе поправите се. Тоа градоначалниците предходни, значи ова е уназад проблем. Ова, ние кога работевме во Гранит, каде ја реконструираме улица, таму цела инфраструктура ја менуваме. Добро, господјо, имаме и други гледачи. Воред... Јас само укажувам дека ние имаме проблем со бигорот. Дали тоа никако може да се промени? А знам дека со кварови доаѓаат и прљавштини. Ви благодариме за јавувањето, режија, да го слушнеме и вториот гледач. Повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Имам поздрав до гостинот во студио. Имам конкретно прашање до вас. Се работи за делот во Козле, повторно. Делот што се наоѓа под Жданец. Притисокот е во овој период, кога не се падат борови, значи кога не се користи водата обилно, притисокот е 2,4 атмосфери на приземје, на еден спрат погоре е 1,2 атмосфери. Мислам дека минимумот треба да биде 4 атмосфери, колку што знам, за да функционира. Значи, кај нас се работи, да речеме, за стамбена куќа со приземје и спрат, на горниот спрат, едноставно не може да ни да се истошира. Повеќето од соседите имаат ставено пумпи собствени на мрежа, на водоводната мрежа, за да имаат Притисок добар. Во становите. Ме интересира, има една пумпна станица која се наоѓа карши Безиската Козле, претпоставувам ја знаете, знам дека се пумпите стари таму 30 на 40 години, може и повеќе. Јас ги прашав и ми кажа дека притисокот кај нив е ист колку што е кај мене, значи и кај нив е 2,4 и кај мене е 2,4. Дали постои можност да се, знам дека се тие пумпи прилично скапи, постои ли можност зашто цел овој дел во Козле има проблем со притисокот на вода сега во овој период. За лето уопште мора да не прави. Постои ли можност за
промена или за подобрување на приписокот. Зборам за Козле во делот под Жданец. Благодариме господине за јавувањето. Ви благодарам. Директоре. По однос на првото прашање, на првата гледачка, во однос на тврдината на водата, односно и добро Бигорот. Бигорот, да. Оно препознатлив кај народот Бигорот. Значи, тврдината на водата не представува проблем за пиење. Значи, тоа е супстанца која што, односно материја која што не представува никаков проблем. Проблем е тоа што нашата вода по хемиски состав е тврда вода. И тоа е проблем можеби за нашите машини кои што ги имаме во домаќинствата. Тоа се бољерите, кафематите, машините за садови. Знаат, се купуваат посебни прочистувачи, односно кои што ја прават водата од тврда вода, ја прават мека водата. И со вредување на тие елементи знам дека се решава дел од овие проблеми. Но верувајте дека за редовно конзумирање на водата од севководниот систем немате никаков проблем доколку таа е тврда вода. Добро. Значи тоа е проблем кој што однос на вториот гледач за Жданец, за Козле, под подножието на Козле. Не значи дека ако е стара пумпата дека притисокот ќе биде послаб. Напротив, ние вршиме редовно одржување на пумпените станици. Ќе го проверам овој случај. Ја на почетокот можеби наговестив и ви кажав дека ние имаме малку природен феномен кој што не одговара на граѓаните на Скопје. Од изворот Раче до гравитационо водата доаѓа према градот Скопје. И некаде до четвртиот спрат од стамбените згради, до четвртиот, петиот спрат, гравитационо имате природен притисок од извориштето до вашите домови. На четвртиот, петиот спрат, вие ќе мора да поставите хидрант, пумпа, за да имате исти притисок на водата во однос на целата дијагонала. Не знам точно кај се наоѓа господинот, слободно ќе испратиме екипи баш да ја провериме таа пумпа под Жданец, да. Ќе провериме пумпната станица, доколку тоа е проблем до пумпната станица, доколку не знам на која висина е точно куќата. Треба да се утврди, можеби ќе биде потребно да постави хидрант во неговиот дом, за да има целосно исти притисок на водата, но дајте прво и ние ќе се провериме нашата пумпна станица која се наоѓа во тој дел, а верувам и луѓето кои што работат таму и кои што ги имаме 24 часови на располагање ќе веќе гледат оваа емисија и веднаш ќе реагираат. Кои се вашите клучни предизвици на вашето предпријатие? Прво прашање, прв одговор што ми доаѓа на памет е чиста, квалитетна вода за граѓаните на градот Скопје. Верувајте, тоа не е нимало едноставно. Цел процес од самото извориште, кој се наоѓа на 20 нешто километри од градот, до самите граѓани, да го снабдувате градот Скопје со чиста вода за пиење, сериозен предизвик и за мене и за јавното предпријатие. Но ви знаете дека ние не само водоводната мрежа, одржуваме канализационата мрежа, ја одржуваме и атмосферската мрежа. За време на посериозни дождови, поплави, си имаме проблеми со дел од градежниот сектор, каде што дел од нивните пумпи се поставени на улица во атмосферска канализација и веднаш тука настанува загушување на тој систем кој што во момент се случува и настанува прелевање на тие делници, на тие улици. Сериозни предизвици имаме пред нас. Верувам дека оној кадар кој што постои работи во предпријатието е со години на позиција да го знае и буквално и самата генеза на работата. Верувам дека заедно со нивна помош ние пробуваме во наредниот период да го подобриме целиот систем и во однос на водоснабдување, но и во однос на канализациона мрежа и атмосферска мрежа. Само минатата година беа изградени, односно реконструирани нови околу 1200 километри водоводна мрежа, 1200 километри канализациона мрежа и околу 600 километри атмосферска мрежа. За оваа година предвидовме малку повеќе средства за оваа намена и верувам дека тоа најчесто не може да го видите со голо око, но верувајте, нашите екипи работа секојдневно на терен и ги санираат овие работи кои што и гледачите ги напомена. Директор, имаме уште една минутка, дали толку од терминот ни преостанува. Само на крајот, кратко во неколку зборови на плаќањето на долговите. Дали се крена процентот или пак останува низок? Во повеќе наврати интервјуа сум го говорил тоа, Скопјани плаќаат најниска цена на водата. Но тоа не е проблем, проблем е со оние заостанати долгови кои што ги имаат граѓаните на градот Скопје и кои што имаат камати на тие долгови и други работи. Ево уште и во вашата емисија кај напоменам, донесовме одлука на управниот одбор во јавното предпријатие, каде што на 13 мај, почнувајќи од 13 мај, во наредните 30 дена, ќе можат граѓаните да дојдат во нашето јавно предпријатие да склучат договор
за покривање на тој долг на повеќе рати, зборам за рати до 4-5 години, во зависност од големината на долгот, и таа камата која што им е засметана за вода ќе им биде буквално избришана. Но долгот кој што е направен за вода ќе мора да биде платен на што повеќе рати, во зависност од дали таа фамилија е социјален случај или не. Имаме буквално разбирање за секој, го искачаме во пресред и верувам дека моја интенција во наредниот период, особено овие жители на градот Скопје кои што се во најтешка ситуација, да им искочиме во пресред. Господин Весковски, ви благодариме за гостувањето во Отворено студио 1. Елена, време е да се Благодарам на одјавиме. поканата. Така, значи тука го заокружуваме третиот блок Отворено студио 1, се одјавуваме ние. Во четврток повторно се гледате со мене и со колегата Антонио Крстевски, а сега следува Возење со Вучич.